Дори 40% од жените во земјава се жртви на семено насилство во некој период од животот. Во 2015 се регистрирани 4482 случаи на семелно насилство врз жените, што представува зголемување дури за 33% во споредба со 2014. Ова се последните резултати на Националниот центар за родова еднаквост. Жртвите на семено насилство, откако еднаш ке се регистрираат како жртви, остануваат за секогаш како такви. Ниједна институција не води адекватна грижа за нив. Сите си ја префрлаат одговорноста за заштитата на овие лица. Нема конкретни механизми како да се заштитат и оттргнат од насилникот. Во Македонија само 30% од жените поседуваат сопствен имот. Повеќе од очигледно е дека во моментов сериозен пристап на проблемот имаат единствено само граѓанските сдруженија. Во најголем дел во изминатиот период грижата за жртвите ја понесоа невладините организации и здруженија на граѓани кои што преку странски донации и грантови обезбедуваа средства. Министерството за труд и социјална политика е сериозно посветено на отварање на шелтер центри кои што ќе ја преземат обврската која што досега е била обврска во најголем дел на граѓанските организации. Тука зборуваме не само за сместувачкиот капацитет, зборуваме и на целокупната стручна, психолошка, финансиска поддршка која што им е потребна и на семејствата кои што се жртви на семејно насилство. Покрај жените кои се најчеста мета на насилниците во семејството, тука се и децата. Во Законот за семејно насилство е една од мерките со која треба да се заштитат децата кои паралелно со мајката се жртви на насилство е сместување на лицето што врши насилство во посебно советувалиште. За таа цел, во законот е предвидено насилникот да се издвои од семејството и да се задолжи да посетува соодветно советувалиште поради подобрување на неговото однесување, односно да не врши повторно насилство над било кој во семејството. Но за жал, во моментов се уште нема отворено вакви советувалишта и најчесто од семејството се издвојуваат жртвите наместо насилниците.